Не стигнуваат реакциите околу законот за амнестија кој на предлог на министерот за правда Кренер Лога треба да се најде на разгледување пред пратениците. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, коментирајќи изјавата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски од пред неколку дена, кој рече дека со законот нема да се постигне посакуваниот ефект, го повика Спасовски да ја напушти владата ако не се согласува со низините политики. Па Спасовски има две опции. Едната опција е ако не се согласува да ја напушти владата, и втората опција е да престане да прави театар и да молчи и да прифати дека тие кои што се опфатени со овој закон се озлогласени криминалци, луѓе кои што тргувале со недозволени супстанци или познати како наркодилери, переле пари, вршеле изнуда, правеле насилство и така натаму, и тие треба да добијат намалени затворски казни или дел од нив да добијат и целосна амнестија, за да потоа се најдат повторно на улиците и да повторно прават проблеми. Наместо ваков закон, Спасовски рече дека државата стратешки треба да размислува за зголемување на капацитетите на затворските институции. Апсолутно не е соодветно ниту времето, ниту моментот на носен закон за амнестија. Второ, опфатот кој што е барем соопштен дека ќе офати прилично мал број на лица, исто така нема да помогне во многу, меѓутоа, еве сега тоа е работа на собранието. Сметам дека прво нема да имаме никакви ефекти во однос на носењето на законското решение, нема да допринесе значително да се ослободат места и така натаму или да се намали притисокот на казнено-поправните установи. Изјавата на министерот е спротивна пак на изјавата на премиерот Ковачевски, кој денес рече дека во законот е јасно прецизирано кои дела не може да бидат амнестирани и од истиот е правен за дела од помал обем, а не за личности, со оглед на чувствителноста на одредени случаи кои се случиле во минатото во државата. Пратеничката група на СДСМ ќе поднесе амандман, рече Ковачевски. Диверзитетот на различни мислења по овој закон покажува дека може да се земат различни аспекти за неговото функционирање и низ демократска процедура да се дојде до решение кое ќе биде прифатливо за сите политички партии и за јавноста. Може да се дојде до решение кое нема да биде прифатливо, бидејќи има најава од ВМРО ДПМН дека нема да го поддржат. Инаку предлог законот за амнестија од страна на владата веќе е испратен во собрание и е доставен до пратениците од страна на председателот Талат Джафери. Истиот ќе се носи по скратена постапка, но не со европско знаменце. Инаку на изражување казна затвор чекаат 2813 лица, а 2114 издржуваат некаква казна. Со предлог законот се очекува да бидат ослободени 286 лица, а на 996 делумно да им биде намалена казната. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.